Дали може една оценка што се случи синоќа? Дали станува збор за конфликт, интервенција или нешто слично на она во Венецуела пред неколку недели? Да разјасниме што направија воено САД и Израел во однос на Иран. Добро, значи, идејата на САД и на Иран е малце подлабока од онаа на Венецуела, заради самата природа во која што треба да интервенираат. Стратегијата можеби во прв бран се поклопува со она што се вика декапитација или обезглавување на водството на Иран, исто како што беше во Венецуела, со тоа што за да можат сега да продолжат или да ги остварат целите кои што председателот Трамп ги најави, ќе треба малце повеќе напор, очигледно, затоа што жилавоста на иранскиот режим не завршува со обезглавувањето на ајтолата, ниту пак на соначалникот на нивниот генералштаб или на Сдружените сили на генералштабот на иранските вооружени сили. Тоа значи дека токму тоа сакав да ве прашам, дали почнува и дали заврши или сега допрва почнува таа интервенција или последиците од таа интервенција и кои би биле тие, нели, понатака овие денови, овие часови, овие мигови во Иран? Одлуката за тоа дали ќе продолжи интервенцијата или не зависи од двете страни. Прво зависи од тоа дали САД ги остварија целта, со оглед на изјавите на председателот на САД, најверојатно не, затоа што Иран и понатаму продолжува да биде закана според нивните проценки за регионот. Тоа значи не само за Израел, туку и за земјите од Голскиот залив, кои што се стратешки партнери на САД. Второ, одлуката за тоа исто така не е завршена, бидејќи во една од изјавите председателот на САД спомена дека населението треба да биде ослободено, се уште режимот функционира таму и сето тоа покажува дека САД најверојатно ќе продолжат заедно со Израел со координирани напади, но оно што сега го гледаме според изјавите е и дека останатите земји од Голскиот залив може да се вклучат и најверојатно ќе се вклучат во одговор на нападите кои што Иран ги предизвика како резултат на одмазда за оно што му се случи од страна на израелско-американските напади врз клучни цели. Тоа што може да се заклучи од овие напади е дека ако потрајат овие цели, значи ако постојат овака поставените цели, најверојатно интервенцијата ќе трае. Како таа интервенција од стратешки ќе се претвори во политичка операционализација, бидејќи военото веќе е јасно. Ќе имаме судир на две доктрини. Едната е доктрина која ќе генерално ќе настојува да ја има доминацијата во воздух, и тоа е на Израел и на САД, бидејќи тие имаат таа доминација и се комотни овде, затоа што можат да действуваат од дистанца на кој што е иранската противвоздушна одбрана се уште не може да има оперативен досег до тој дел. Меѓутоа, другата доктрина е доктрина на издржливост, која што Иран ја тестираше во 12-дневната војна или конфликт интервенција со Израел, каде што наметна еден поинаков начин на војување, кои задира длабоко во прашањата за тоа колку долго можат овој вид на напади да истрајат, односно и кој всушност ќе биде пожилав во овие напади. Сето тоа ќе зависи од логистиката и од средствата кои всушност ќе бидат на располагање, за да може да се одржат овие напади. За сега, првата вечер, јасно е дека САД и Израел ја постигнаа првата оперативна цел, тоа е да го обезглават водството во Иран и да всушност го парализираат нервниот систем на Иран. Дали навистина сега Иран успеал да тој нервен систем го шифтува, што би се рекол, да помине од жичено поврзан на безжичен поврзан систем на противвоздушна одбрана, кој ќе всушност почива на кинескиот концепт на војување, а тоа е со дронови кои што ќе представуваат сензори за нивните противвоздушни системи и пред се ракетни системи да можат да наведуваат и да действуваат. Треба да видиме, затоа што сето ова всушност се информации кои што ние ги добиваме од отворени извори. Дали навистина е до таму стигната работата и дали навистина толку Иран успеал брзо да се реорганизира
и да го наметне овој, да го прифати овој концепт на војување, со кој они сметаат дека ќе можат да дадат удар на дуото Израел-САД. Треба да видиме. Она што засега го гледаме дека Иран ќе има голема мака да може да прецизно действува, бидејќи првичните избори, освен гаѓање под цивилна инфраструктура, насекаде во регионот, во Абу Даби, во Катар, во Израел и така натаму, не видовме дека главната закана можат да ја неутрализираат, тоа се носачите на САД, бидејќи и војните бази кои што засега според првичните информации се негибнати. Професоре, ако добро ве разбрав елаборација на претходните две прашања, дали постои можност преку ваква војна интервенција да се дерогира режимот или барем наративот е таков дека станува збор за режим или систем во кој војната власт има големо централно ниво? Затоа што од она што ве слушав, велите ќе продолжи Иран со војни акции. Нели целта, како што ја кажа претседателот Трамп на САД синоќ, беше да запре, да застане воопшто било каква интервенција, народот, односно граѓаните, па пред се и гласачите, да влезат во поинаков или демократски процес за трансформација внатре во општеството. Затоа уште еднаш војуваат, продолжуваат да војуваат или не, или заменувањето на ајтолахот, отстранувањето би значило крај на една ера на режимот или видоизменување на тоа што е политичко уредување во Иран. Тешко прашање. Тоа ќе зависи од капацитетот на Иран да покаже жилавост во ваквиот начин на действување. Зошто? Ќе ви дадам само два примери. Факт е дека постои во праксата пример каде што само со воени напади е постигната политичка цел, тоа е нападите врз Југославија, но и да кажеме условно нападите во Заливската војна, и во првата и во втората Заливска војна. Во втората Заливска војна разликата во однос на поранешна Југославија е што имаше и воена и копнена интервенција. Копнената интервенција во Иран е многу покомплицирана и од двата случаи, заради тоа што прво територијата е различна, големината е различна и нели треба да видиме што ќе значи тоа, дали тоа ќе бидат и организирани групации или да кажеме герила која што ќе биде побуна на народот, предводена со вметнати и инјектирани, да кажеме, групации на специјални сили и на Израел и на САД, кои ќе ги водат тие нели бунтовнички операции против режимот, за да има таква смена. Вториот пример или третиот пример, условно, кој што би го рекол, е каде што САД имаше апсолутна воена доминација во војното воздухопловство, дури изврши и копнена инвазија на Авганистан, меѓутоа талибанскиот режим се уште е на власт. Значи после 20 години колку интервенции имаше таму, дојде до повлекување, но талибаните не се сменија, така да затоа велам е многу неизвестно да било што сега одна предкажеме. Она што би рекле дека перспективите како што стојат се дека повторно се сведува на издржливоста на двете страни. Едната е она на Израел да може и на САД да може да има доволно капацитети да со ова темпо го вклештат режимот на Иран и да не му дозволат значи да крене глава, но од друга страна мора да истакнеме дека во 12-дневната војна според проценки од западна аналитика укажаа дека во тој период, тоа не значи дека сега ќе биде така, за 12 дена 25% од резервите беа потрошени заради што САД инсистираше на Израел да прекине со вакво војување, бидејќи сватија дека во тој период, барем до тогаш, освен тоа ако не е сменето сега, немаа капацитет или ќе загубеа капацитет да ги снабдуваат со потребните ракетни системи и со потребните системи борбени, за да можат да дадат соодветен одговор на она што Иран го пружеше како отпор.